Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден за мојот гостин, амбасадор Нано Ружин. Добар ден. Одиме веднаш, како што ве најавив за време на вестите, со цитат на председателката Силјановска, таа денеска изјави дека, говорејќи за извештајот на Македонија од страна на Европската комисија за напредокот на Македонија, цитирам, како вели председателката Силјановска: "Ова не е време за реформи, бидејќи за жал времето наликува за време на војна или пред војна, и тоа не е време кога може да се прават реформи." За војната се претпоставува дека говори за Украина. Добро, мислам дека тие два процеси, реформите и подготвувањето на војната, може да одат паралелно, иако кај нас мислам дека нема таква психологија се уште. И ниту психоза. Ниту психоза, ниту пак имаме некои посебни подготовки. Факт е дека сме дел од оние држави пријатели на Украина, но за сега ние само ја наблюдуваме војната во Украина, надевајќи се дека ќе дојде до мир. Од друга страна, сега, знаете, доживеавме огромни критики од страна на Европската комисија и тие критики секако треба на известен начин да бидат или оправдани или маргинализирани, и претпоставувам дека заради тоа е кажано дека нема време за реформи, ако има уште една година до следниот извештај да видиме, можеби ќе добијат повеќе во сила, но знаеме исто така дека државата повеќе е стопирана од страна на Европската Унија, значи тоа не е војна со Европската Унија, туку за неисполнување на обврска на рамката кој што е подпишана и усвоена од страна на Советот на Европската Унија. Ние тоа мора да го направиме, а се мисли на промената на уставот и вклучување на бугарската заедница. Реформите можеме да ги правиме без разлика дали ќе ги ставиме бугарите во уставот или не, претпоставувам. Секако, мислам дека може би лапсус. Мислам да не сакам да зборам многу. Не, добро, ајде, видете Силјановска, председателката Силјановска претходно изјави дека треба да се преговара за извештајот со Европската комисија, кога го подготвуваат, дека се работи за технички секој извештај, значи зборам и за искуствата од НАТО, кога правевме ние акционен план за членство, се прави во синергија со меѓу македонската делегација и делегацијата на НАТО, односно на Европската Унија. Меѓутоа, во овој случај на нас ни се бара само една работа, тоа е промената на уставот. Секако тука е битката против корупцијата. Па не е само една работа, става збор за реформи. Реформи, владење на правото, премногу малиот буџет на правосудството и така натаму. Никаков напредок во борба против корупцијата, никаков напредок во судството, во правосудството, тоа се оценките од извештајот. Сериозни оценки и мислам дека треба да се фокализираат оваа политичка гарнитура сега токму на тоа. Веќе прв знак беше што го уапсија функционерот на ВМРО од доменот на земјоделието. Тој е добар знак и така треба да се продолжи. Добро. Инаку да ве подсетам, пред да одиме за Украина и околу војната, подготовките, како велеше, има изјава Мицковски пред некоја недела. Можеме многу реформи да направиме, но се тоа ќе биде џабе, повторно ќе имаме вето од Бугарија. Па затоа да се соочиме со ветото. Како некој можеше со ветото на Грција да се соочи и да плати политичка цена, сега треба да се соочат и со ова вето и да платат политичка цена, бејќи премногу го воздигна рейтингот благодарење на критиките и практично се создаде еден анимозитет кон источниот сосед, што мислам дека треба да се смират работите и да се бара одредена солуција. Факт е дека
треба да забораваме дека ние немаме проблем со Бугарија во овој момент. Ние имаме проблем со Европската унија. Немаме што да се договараме со Бугарија. Тоа е договорено и бугарите никогаш нема да прифатат, а Европската унија исто така ништо, односно Советот на Европа, тоа се 26-7 председатели на држави или влади, треба да сменат мислење за една Македонија. Мислам, тоа не е возможно. И тоа ни е јасно на сите, но сега се барат разни кривини за да се оправда нешто што нема оправдување. Добро, не мислите дека треба да се говори, да се инсистира на реформи? Секако дека треба, ама реформите се видат, значи, да се заборави... Реформите си течат паралелно со се што се случува во политиката. И тие нормално треба да се течат. Но тие не течат, тоа е моето прашање. Добро, Зошто мора да се инсистира да се говори постојано за бугарите во уставот, а не за реформите? Затоа што се давиме во чаша вода како народ, бидејќи не постои визија, разбирате, не постои проевропска визија, постои нешто што е можеби некоја амбиција дека со Соединените Американски држави ќе се реши овој случај под притисок на Вашингтон, меѓутоа сите тие ветувања пропаднаа. Значи, треба да се фокализираме на главниот проблем и да го решиме доколку сакаме во Европската унија. Секако, сега тоа пак резултат не е само на еднострано немање желба. Тука е евроскептицизмот, а затоа Европа е крива. Постојано ни се наметнува некоја врска која што ние мора да ја решаваме, кој излегува од копенхашките критериуми, меѓутоа еве, за жал, како млада држава, пак ни се наметнува ова врска. Мислам дека е последен и дека нема потреба да се плашиме дека Бугарија пак ќе ни наметне некои нови, не знам, услови, бидејќи сепак тоа се односи меѓу председатели и не можете да се играте. Сега идеме на друга карта, па пак ќе им ставиме кошница. А оно што се бара, гаранција дека нема да се стави вето, тоа никој не ви го дава, бидејќи што се случува? Ако во државата, например, направите државен удар, армијата превземе власта, не може однапред Европската унија да ви гарантира нешто, а на доменот на демократијата или нешто, сега вас зборам меѓу редов, нели? Значи, може да се случи нешто што би ја дефокусирало државата од незиното членство. За жал, со љубомора гледаме како Албанија го отвори последниот кластер и дека набргу тие со Црна Гора многу лесно може да за некоја година и да влезат. За нас не знаеме како ќе биде, ако брзо не се прави. Имаме уште шанси, Европската унија е свесна дека ни направила доста неправди во минатото, но тоа зависи од сегашната владешка гарнитура. Зошто не се откаже од преговарачката рамка оваа влада? Видете, ако сега реално има против. Тога што би било крај на нашите европски Но тие најавуваат дека ќе репреговараат. Ние имавме ветувања дека ќе го поништат и договорот од Преспа, па други работи и така, но меѓутоа не сакам да звучам политички, разбирате, дојдов да зборуваме за теми кои што не се блиски и за кои што можеби на јавното мислење се малку познати, од проста причина што премногу малку се зборува за овие теми. Ајде околу, замката на Тукидид, дали е неизбежна војната помеѓу Русија и НАТО? Тоа е вашиот текст. Текст излезе денеска во независен излезе, Прво да видиме кој е Тукидид. Тукидид е првиот Добро, мислам дека реалист. Значи, ја анализирав војната меѓу Атина и Спарта, значи и од таа војна тој вади заклучок, всушност заклучок го вади Алис Грин, кој што вели вака: Тукидид секогаш велел дека војната е предизвикана од стравот на некој што нагло просперира. Во случајот меѓу Атина се користи прилично замката на Тукидид во политичкиот значи Спарта просперирала, Атина се уплашила и доаѓа до војна. После тоа истиот автор се пребацува на Првата светска војна, дека токму просперитетот на Германија ги натерало Франција и Англија да војуваат и конечно да се дојдеме во денешно време Америка и Кина се во прашање. Америка и Кина, но исто така и евентуалната победа на Русија во Украина создава страв кај Западна Европа, бидејќи може да дојде до судир
бидејќи сега како го гледа тој судер. Го читав пред Скандинавските земји се подготвуваат сериозно за војна. Да, им користат разни видови на, не знам, им делат разни совети, прирачници и така натаму. Да. Но што е она што не ме загрижува, меѓутоа создава малку морници, е фактот што пред 10 дена познатиот think tank Монтень од Париз, значи тоа е да, во текстот објави еден извештај во смисла предвидува дали е можна војна меѓу НАТО и Русија. И во тој текст има повеќе можности и тој смета дека војната може да избувне или во Молдавија, меѓутоа најверојатно во меѓу балтичките земји, бидејќи и Молдавија, меѓутоа и балтичките земји постои русофони всушност. Не мора да значи дека се руси, има меѓу нив и белоруси и други кои што зборуваат руски и дека токму тоа е слабата алка на НАТО, би рекле, бидејќи тоа е Латвија пред се и се смета дека ако војната заврши во 2026, евентуално 2027, наидува еден период од 3-4 години кои што ќе бидат многу критични, веќе 27 година, а кој што може да ги искористи под изговор, нели, на ослободување на своите сонародници, да ги искористи Путин, да, како во Украина, специјална војна и така натаму. 28 година е година која што Трамп треба да се замине од политиката и таа година, последната година од американскиот претседател е всушност најлошата година, бидејќи Лајм Дак односно го нарекуваат председател без политичка моќ. Значи, куциот патор. Да. Практично нема моќ и тој во тој контекст некој имаше опции да наводно направи некој скршнување од уставот и уште еднаш да се кандидира. Значи тоа е целокупното американско јавно мислење па европско ќе биде фокусирано токму врз тоа. Тој го демонтираше тоа пред тивна недела. Меѓутоа, јас ви кажам стравувањето остануваат. И дека ако е Америка во екна кампања, тоа би било. Вториот елемент тоа е што Кина тие години, значи 28-29, слави годишница од 80 години од создавање на Кина, која што пак сака да ја одбележи можеби со освојувањето на Тајван. Старата болка на Кина. И тука може исто да дојде до напнато со тоа што во синергија со Русија да го фокусира војната концентрација врз Тајван, може Русија, например, да направи да напад. Тоа се ова хипотези, разбирате, не ето. Исто така, 30-та година е критична, бидејќи тогаш е утврдена како година кога руската армија го завршува процесот на реконструкција и ќе ја врши својата петта голема војна бежба Запад број 5. И така што има многу настани кои што на известен начин мирисат на некоја опасност на тензии. Сега, што се случува? Кога веќе би дошло, бидејќи сега имаме еден Запад кој што, па да ве подсетам и Трамп, членот 5 од НАТО, односно членот 47,2 од Европската Унија, кој повикува на солидарност во случај на војна. Ако една држава биде нападната, многу бидејќи Соединетите американски држави се членка на НАТО, Трамп го релативизира и вика дека овој член има повеќе толкувања и со други зборови, ако биде едно мал напад и така натаму, дека не мора дека да значи дека Соединетите американски држави ќе се сложат со употребата на членот 5. Видовме во последните неколку месеци дронови, лета, авиони, руски и така натаму, кои што само беше повикан членот 4 од НАТО, односно заемна дискусија за опасностите. Меѓутоа членот 5 е веќе многу сериозна работа, тоа значи
солидарност на сите членки на алијансата за војна против можниот Но починна агресија. Сега, што ќе се случи ако на пример има повеќе сценарија, сега нема време да ги кажеме сите, меѓутоа едно од првите сценарија е навистина да се употреби членот 5 и тогаш солидарност со Соединетите американски држави со членките, вклучувајќи и Република Северна Македонија, да реагираат солидарно и во тој случај се смета дека Русија би се повлекла. Меѓутоа, доколку Трамп одбие да биде дел од и тука се смета дека од овој напад, доколку Трамп тогаш Европската унија ќе остане како да ви кажам осамена со тоа што и во рамките на Европската унија солидарноста не е толку силна, на пример земете го пример Унгарија, Словачка, еве сега Чешка и некои други држави, не се знае Франција што ќе биде, дали Лепен ќе дојде или незиниот заменик и така натаму што е Бардела. Значи, во тој случај ќе останат неколку држави кои што би ја поддржале Украина. Еве денеска беше подпишан договор меѓу Зеленски и Макрон за испорака на 100 Рафал авиони борбени со целосна опрема до 2030 година. Сега французите го отварат прашањето, а колку тоа, колку ќе чини, колку ќе го чини францускиот осигуреник, кој што во овој миг е на најниско социјално ниво од почетокот на Петата република, значи од 1958 и баш често се зборува дека има едно големо незадоволство. Макрон има 15, 16, 17 максимум поддршка од граѓаните, но стои изјави дека можеби ова ќе биде покриено со солидарност од разни фондови, од разни доброволни активности, не знам, држави и така натаму. Но како и да е, светот се наоружува и затоа не ме чуди председателката што кажа дека во услови на такви војни не треба да правиме реформи. Не треба да правиме реформи, меѓутоа мислам дека треба да се прават реформи. И конечно, што би се случило со другите држави кои што се исто така дел од НАТО и од Европската унија. Балканот не би бил цел на Русија. Иако имаше и такви сценарија. Имаше и такви, па не знам, за Косово, па Босна, па она. Меѓутоа, за сега, кај нас постои една двојност во кога се работи за ова прашање. Постои од една страна јавното мислење некако е полузаинтересирано или е проруско ориентирано на едниот дел. Прилично благонаклоно се гледа на Русија. Сметајќи дека победата на Русија, победата на Русија ќе значи смирување на работите. Но зад таа победа се кријат толку големи влогови, пред се мислам на ретките метали, чија што битка треба да биде, ја мислам, ќе биде геоекономски и геополитичка битка на следните 30-40, не знам колку години, бидејќи што се случува. Ретките метали стана таков геоекономски и геополитички, еве гледате, Србија има литиум и така натаму, така што Кина ги поседува во најголем број овие ретки метали и таа им наметнува на Соединетите американски држави, дури ги дисциплинира. И затоа последната средба меѓу Трамп и Кси Џипинг, што се случи во Малезија, беше насочена токму на ретките метали. Како и средбата на Трамп со Зеленски, да не заборавиме. Меѓутоа се чека да се смири војната. Така што овие ретки метали, да не зборам колку се употребени од војната индустрија до разни магнети, ракети, телефони, медиуми и така натаму, пред нас е една нова ера во трката за геоекономски цели. Тука како ние ќе се
ориентираме, не знаеме, но мислам Како дека Америка како Америка ќе каже ние така ќе Да, тоа е добро, тоа е политиката на оваа влада. Па слуша, мала држава и друго нема што да прави. Да. Руското влијание во Србија сепак се плаќа сега. Цената ја плаќа Вучич особено и барањето на Соединените американски држави, русите целосно да се повлечат од српскиот низ, тоа е нафтената индустрија на Србија. Да, видете, Србија во однос на овие големи джинови, кои што како што се САД, Европска унија, Русија, Кина пред се, е малечка држава, така што таа мора да се повлече не само под влијание на Европската унија, неко пред се под влијание на Соединетите американски држави, иако, што е парадокс, Европската унија увезла многу повеќе земен газ оваа година отколку минатата година, иако нели санкциите постојат. Значи, малите држави да ги казнувате со санкции е навистина некоректно, но како што велат, големите се создадени да диригираат, малите се создадени да слушаат. Така и со нас. Така што ние како малечки држави едино можеме да се потпреме на некоја балканска солидарност со нашите соседи, да бидеме еден вид држава која што истовремено ќе се движи и кон ЕУ. Руската опција не е прифатлива и не се движиме кон ЕУ. Не се движиме, тоа е очигледно дека не се движиме. Добиен, жолт картон е добиен, мора да се движат. Председалката де викаше дворот, топка, па фудбал, па кошарка, па не знам и така натаму. Добро, тоа во политиката постои, меѓутоа треба една сериозна критика. Мислам, нема потреба, никој нема да ја скара, да каже луѓе, засукете ги ракавите, дај да правиме што можеме, бидејќи вака не иде. Бидејќи и во моје време кога бев, постоеше мислење дека ако сте блиску и ако се додворувате на Европската унија, дека тоа ќе се налутат американците и затоа треба да бидеме резервирани кон ЕУ или кон Франција, а повеќе да се отвориме кон американците. Тоа не е точно. Особено во овој миг, значи треба да ја водиме политиката на европеизација. Да ја водиме политиката на реформи пред се. Така е, реформи. Па тоа е европеизација. Да. Некакви демократски вредности. Околу ја споменавте Франција и е важно. Саркози сметате дека нема да се врати повеќе во затвор. Тие неколку дена беа, тоа беше пародија. Беа кошмар за него, но сметате дека беше пародија? Зошто не? Тој беше во самица. Саркози уште два тешки предмети има, кои што се сериозни, меѓутоа во Франција по неговото апсење се појави тезата дека во затвор се оди само за луѓе кои што се опасни и кои што треба да се едуцираат, а сметаат нивниот председател дека тоа е срамота, дека тој е доволно едуциран, но сепак отиде во затвор, го чуваа двајца телохранители, добиваше посети и од министри и од така натаму, и излезе. Но и сега постои и закани по живот, за тоа се жалеше. Кога влегуваше од другите, од решетките, од другите затвореници, но сега се случува нешто ново, сега почнува критика каков е тој третман, председател прави проневера толку, прави ова и она дело и на крај воопшто по 20 дена излегува од затвор и така натаму. Така што, ете, тоа е прв председател на Франција, сепак Франција е голема држава, срамота е за тоа, сметаат дека дури судијата сгрешил што го осудил, дека можел да биде таа казна поблага, но и денеска е се уште со ракавица, значи не може било каде да излегува и така натаму, но поинтересен е примерот со Мари Ле Пен. Тоа е практично одржување на лекција на Мари Ле Пен и отворање на некаква врата за незино можно затворање. Не затворање, туку повеќе да и се оневозможи да се кандидира на председателските избори, а таа е голем фаворит. И сега тука
Но постојат можности да оди во затвор. Да, сигурно ќе одим, меѓутоа не толку и не на овој помпезен начин и така натаму. Како Саркози. Да, како Саркози. Добро, благодарам што бивте гости на Наруши. И мене беше мило, хвала. Благодарам што не гледавте. Пријатно.